Денеска ми е навистина драго што може на Машинскиот факултет да ја потврдиме заложбата на владата за повеќе инвестиции во наука. Благодарности до Фондот за иновации, кој што навистина ја осмисли оваа програма и за прв пат започнуваме да на еден поинаков, поорганизиран начин ја поврзуваме науката или академијата со реалниот сектор, индустрија и други типови на бизнис кои што ни се важни за развој на државата. Оние кои што сега ќе може да ги искористат иновацијските ваучери, ќе покажат дека ако инвестираме во научните институции во нашата држава и тие директно се поврзани со одредени продукти кои што се создаваат во реалната економија, на тој начин може да постигнеме и државен развој. Во најголем број на земји каде што имаме висок процент на инвестиција од БДП во наука, таа доаѓа како инвестиција од реалниот сектор, заради тоа што при тоа реалниот сектор ја увидел потребата од инвестиции и употреба на академската јавност во развој на нивните бизниси, посебно во делот на индустријата, каде што можеме да видиме и одредени продукти кои што понатаму носат дополнителен развој на економиите и државите во кои тоа се случува. Со овој зачаток, Министерството за образование и наука заедно со фондот ќе продолжи да инвестира во поголеми финансиски средства. За овој повик беа издвоени 15 милиони денари, ќе зборува директорот на фондот за деталите, но 34 иновацијски ваучери се веќе доделени. И од тука започнува еден нов начин на инвестиции во наука, што е главна заложба на Министерството за образование и наука и на владата, сакајќи да видиме што ќе бидат оние продукти кои што ги значат дополнителна вредност за економијата, но од друга страна и за развој на науката во нашата држава, што ни е многу значено за нас, на нас како Министерство за образование и наука. Процентот знаеме дека досега беше мал, но во 2021 значително процентот на инвестиции од БДП во наука сакаме да се зголеми токму преку вакви интерактивни и двонасочни комуникации и координација и комуникација помеѓу двата сектора.